Согласно член 38 од статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисијата за урбанизам и заштита на животна средина на Советот на општина Битола на 9.7.2025 година со следниот предлог на дневен ред. Одлука за утврдување на нацрт детален урбанистички план за четврт Запад 8, блок 30801 општина Битола, одлука за донесување на детален урбанистички план за четврт Запад 9, блок 30903 општина Битола, програма за измена и дополнување на програмата за финансирање на изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битола за 2025 година. Дали со ова точка имаме, извинете што прекинувам, дали ова имаме координација и дали е ова точка влезена во дневниот ред на Советот или ќе треба да биде предложена како дополнителна, пошто ова точка ја немавме? Да, ова како дополнителна точка, пошто и одлуката за донесување, овие двете се дополнителни, овие ги немаме во дневниот ред. Така? За утврдување и за донесување беа предложени, меѓутоа се чекаше согласност, веќе се доби согласност. Добро, значи овие две точки ние ги разгледуваме, меѓутоа треба да бидат усвоени како дополнителни на дневниот ред. Добро. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на плански опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Жабени во идна урбанистичка планска документација КПБР 805 КО Жабени. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација за КПБР 1170 КО Лажани, одлука за утврдување на Лажец, одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација за КПБР 1081 КО Егрип, одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација за КПБР 1148 КО Кременица, одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат КПБР 1510 КО Крклино и одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко-планска документација КПБР 5229 КО Битола 1/2. Ова е предложениот дневен ред. Дали сте за ваквиот дневен ред? Дневниот ред е усвоен. Имаме представник од општината кој ќе ни ги објасни првите три точки. Повели Кристијан. Значи, вака, согласно доставените точки за одлук, не е уклучена, ето, уклучена, да. Значи, во делот за првата точка, одлука за утврдување на нацрт детален урбанистички план за четврт Запад 8, блок З 0801, општина Битола, согласно Законот за урбанистичко планирање, во моментот е потребно да се утврди на Совет за да може да се организира јавна презентација, јавна анкета, односно да продолжи согласно процедурите предвидени во законот. Во делот на точка број 2, одлука за донесување на детален урбанистички план за четврт Запад 9, блок З 0903 и добиена согласност од Министерството за транспорт и врски и моментален чекор исто така до Совет на општина Битола со одлука за донесување на истиот. А во делот на третата точка, програма за измени и дополнување на програмата за финансирање и изработка на урбанистички план, имаше уште една иницијатива која беше прифатена од стручната комисија на општина Битола, меѓутоа се направи превид и затоа не беше навреме кажано. Тоа е урбанистички проект во нов на урбанистички план за уредување на земјиште со намена Г2 индустријски објекти на КП 4519 КО Кукуречани, општина Битола.
таа се финансира од заинтересирани физички и правни лица, значи не од општина Битола. Во главном тоа би било, значи како образложение на трите точки. Ако има прашање нешто, кажете. Ви благодарам. Би го замолил представникот на општината, бидејќи во образложувањето, ајде да речем, ние знаеме за што се работи, но да потенцира, значи под број 1 точката одлука за утврдување на нацрт детален план, урбанистички план за четврт запад 8. За што се работи? Втората точка одлука за донесување исто така во интерес на граѓаните, бидејќи кога би ја гледале комисијата нема да знаат за што зборуваме. Ви благодарам. Да, и за третата. Значи првата е за утврдување на нацрт детален план Запад за 0801, ова е делот детален урбанистички план каде што имаме од 80-тите години, каде што се наоѓа во насабата Ремо, горе. Тој дел се е офатен со урбанистичкиот план. И не знам што друго пример би се да објаснило за ова. Значи таму е планирано тој мултифункционален комплекс што се планира и во главном тоа е тоа. Зелени површини, има и домување и така натаму, и јавни функции. Во делот на донесување, значи ова донесување на урбанистички план за 0903. Истиот, значи, согласно процедурите беше пратен во Министерството за транспорт и врска согласно, станува збор за офатот кај хотел Битола. Значи тој дел таму моментално, значи меѓу Новиот пазар и улица Борис Кидрич, тој район. Што друго би се кажало, не знам, имаше јавни презентации, јавни анкети, што има, мислам, на кои можеше да се дадат забелешки и сугестии, имаше и партиципативно тело и така натаму. Мислам, согласно процедурите, стигнемо фаза на донесување на совет. А во делот на иницијативата која е одобрена од страна на општина Битола стручна комисија за станува збор за Г2 индустријски објекти на КП 4519. Значи таа иницијатива што е прифатена на 10 јуни од општина Битола. Во главном Г2 лесна и незагадувачка индустрија. Најверојатно нешто во функција на земјоделие, не знам. Ама тоа не е додефинирано, пошто во фаза нему ни бараме толку детално да ги дадат намените. Да. Друго прашање? Јас сакам уште еднаш да прашам. Значи овде се работи првата точка е истата точка која имавме на претходната седница, така? Добро, значи овде се работи за нацрт план кој треба да оди на јавна анкета допрва и сме многу во рана фаза на овој план, така? Да, и согласно процедурите што се диаграмите во согласно законот за урбанистичко, мислам дека нема друга опција освен да се утврди како нацрт. Добро, ме интересира. Спомнавте од кога е стариот план за ова, да речем, за овој блок? Мислам дека е 80-тите негде, сега не знам точно. Тоа е со непарцелисано земјиште и тоа сега по новата регулатива е неспроведливо. Значи никој таму ништо не може да направи ако не е парцелисано земјиштето. Сакам и тоа да биде јасно за јавностот и треба да му биде кажано дека согласно стариот план, без разлика каков е новиот план, таму не може, дури не се парцелиса земјиштето, никој ништо да направи. По однос на втората точка. Точно е, кажавте дека имавме јавни презентации, партиципативно тело
сите процедури беа запазени кои требаше да се одвива и на сите овие, да речам, презентации, скоро на сите јас присуствував и на сите давав нагласок дека сега во моментот, таму имаше справедлив детален урбанистички план и сега во моментот се изработува ГУП. Она што мене ми смета и ќе го кажам како забелешка сега во однос на овој план е тоа што во опфатот имаме индивидуално домување на кое му го одземаме правото за град, било каква градба, затоа што таму врви некоја фиктивна улица, која никогаш нема да биде спроведена според мене, а ние правиме нова детална урбанистичка документација, во која што на тие луѓе му ги оставаме одредбите од стариот генерален план. Токму поради вакви проблеми беше неопходно да се почне нов генерален урбанистички план и ние повторно ги повторуваме истите грешки и ги носиме луѓето во ситуација да не можат да си го заменат кровот во сопствениот објект заради тоа што таму имаме фиктивна улица. Не ми беше јасна потребата да избрзаме толку со донесување на овој детален план, меѓутоа тоа е мојот став и моето размислување. Каков ќе биде ставот понатака од останатите советници, не знам. А по однос на третата точка немам коментар. Ако поминала на стручна комисија за урбанизам и утврдила дека се задоволени сите услови, мислам дека процедурата може да отпочне. Дали има некој друг коментар? Во врска со првата точка сакам да прашам, доколку понеделник на седница се изгласа позитивно ова точка, утврдување на нацрт детален урбанистички план, која е временската рамка до конечна финализација, колку постапка има и колку уште следно, дали дополнително треба да дојдат точки што ќе се решава повторно на совет? Значи, да, како утврдување, мислам во фаза, ајде да речеме, утврдување на нацрт план. Тоа е нацрт решение за кое после тоа ќе се дискутира и на јавни презентации, јавни анкети и така натаму. Потоа, мислам, како законска регулатива во моментот, од кога ќе се утврди нацрт урбанистички план, имаме некои 15 дена јавна објава и 30, најмалце 30 дена јавна презентација, јавна анкета. Мислам, рок што тече, на кој може да дадат забелешки сите заинтересирани граѓани и така натаму. Инаку не е само ова одлука што се носи за деталниот план, ете сега за другиот случај не се носи одлука конечно дали истиот ќе се донесе или нема да се донесе, така да пак ќе има можност, односно пак одлучува советот како представници на граѓаните на Битола дали ќе се донесе или нема да се донесе нештото. Во главном, значи, тие би биле процедурите. Сега има измеѓу и согласности од министерство и така натаму, меѓутоа тоа си е согласно законската регулатива за процедура. Значи, ни следат неколку месеци. Дур да стигни на донесување, одлука за донесување, како што е втората точка на дневен ред, идат летни одмори, идат избори, значи нова година. Грубо кажам. Да. Дали по првите три точки имам уште некој прашање? По првите три точки нема дополнителни прашања. Од точка број 4 до точка број 9 достапни ви беа материјалите, то се работи за легализации на објекти. Дали по однос на овие точки некој има некаква дискусија? Значи, по однос на точките од 4 до точката број 9 од дневниот ред немаме дискусија и можеме да преминиме на гласање.
Прва точка, одлука за утврдување на нацрт детален урбанистички план за четврт Запад 8, блок 30801, општина Битола. Кој е за? Двајца за, воздржан, еден воздржан. Одлука за донесување на детален урбанистички план за четврт Запад 9, блок 30903, општина Битола. Кој е за? Еден за, воздржани, двајца. Програма за измена и дополнување на програмата за финансирање на изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Битола за 2025 година. Кој е за? 3 гласа за. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправните објекти изградени во КО Жабени во идна урбанистичка планска документација КПБР 805 КО Жабени. Кој е за? 2 за, 1 воздржан. Точка број 5, иста ваква одлука за КПБР 1170 КО Лажец. Кој е за? 2 за, 1 воздржан. Одлука за утврдување на потребата, точка број 6, одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација за КПБР 1081 КО Егри. Кој е за? 2 за, 1 воздржан. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација КПБР 1148 КО Кременица. Кој е за? 2 за, 1 воздржан. Точка број 8. Одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација за КПБР 1510 КО Крклино. Кој е за? 2 за, 1 воздржан. И одлука за утврдување на потреба за донесување на урбанистичко-планска документација со која ќе се изврши усогласување на намената и вклопување на бесправниот објект во идна урбанистичко-планска документација КПБР 5229 КО Битола 1-2. Кој е за? 2 за и 1 воздржан. Со тоа исцрпен дневниот ред и благодарам за присуството и ја затворам седницата. Благодарам.